Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, како што доликува и како што налага редот, после победата на изборите и изборот на новата влада во Собранието на Република Северна Македонија, денеска ја имав честа да го представам новиот состав на извршната власт и пред председателот на државата, кој врз основа на резултатите од изборите ми го довери мандатот да ја формирам владата и да ја одбранам програмата за нејзината работа во мандатот што следува од 2020 до 2024 година. Ги уверив коалиционите партнери за време на изборите дека имаме силни и заеднички аргументи да се обединеме прво како целосно мултиетничка коалиција можеме, заедно со приклучувањето на партијата БЕС. И таа обединетост да ја зајакнеме уште повеќе и со другите партнери, Демократската унија за интеграција и Демократската партија на албанците во владина коалиција. Така обединети во различностите, заеднички и многу бргу, за мандатот што е пред нас, ја создадовме програмата за работа на владата за периодот 2020-2024 година, која нуди решение за сето она што е важно за сите граѓани, за државата и за нашата заедничка иднина. Имаме силни аргументи да го убедиме председателот на државата Пендаровски дека не обединува искрена определба и политичка волја за засилено исполнување на стратешките приоритети на нашата земја. Успешно и ефикасно справување со светската пандемија со COVID-19 на наше македонско тло, нова енергија и решителност во создавање подинамичен економски раст, одржив развој, силни институции со ред, правда, ефикасна правна држава и владење на правото, модерно образование, внатрешна кохезија, активно членство во НАТО, силна волја за успешен почеток и завршница на преговорите по поглавја за членство во Европската унија и добри меѓуетнички и меѓусоседски соработки и односи. Новата македонска економија и забрзаниот економски раст се на првите страници на програмата за работа на владата за мандатот 2024 година. Во претходните 3 години, во време на решавање на најголемите отворени прашања на надворешен и внатрешен план, покажавме дека можеме да обезбедиме висок економски раст, кој создава нови работни места, паралелно со повисоки плати и пензии. Имаме план за иновативна, стабилна, конкурентна македонска економија, подготвена да одговори на новите предизвици и да понуди шанса за секој. Следува период на структурни реформи во јавната администрација, за да стане уште поефикасна. Граѓаните и стопанството во неа да препознават силен и доверлив партнер. Реформата во институциите започнува токму со составот на оваа влада. Таа ќе има 7 министри помалку за уште поефикасна работа во интерес на граѓаните. Доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Време на прочистување на правосудството и неселективно владење на правото. Комплетен ветинг на функционерите. Неповторливи се 4 години кои што се пред нас. Ние тоа добро го знаеме и нема да ја пропуштиме шансата и довербата што ни е дадена. Во предстојните години продолжуваме со воведување на европски стандарди дома за трансформација на нашата земја на подобро во сите сфери. Ќе ја довршиме со уште еден успех нашата евроатлантска приказна со членство во Европската унија. Во следните 4 години ќе отвориме 80% од преговарачките поглавја, а за 6 години целосно е целта да ги затвориме поглавјата. Ќе ја добиеме битката со COVID-19. Се најавуваат на вистина сложени времиња во следните 6 до 8 месеци. Но успешните здравствени политики на овој план обезбедија ефикасен здравствен систем и мотивиран и посветен здравствен кадар. На тоа постојано ќе работиме, а фокусот на нашето внимание за поголеми шанси за успех ќе биде на експертизата и научниот пристап, во кој главен збор има струката, со која ќе се стремиме за единство при носење на одлуките. За да се реализираат овие програмски определби, имаме тимот посветени, одговорни и отчетни кадри кои ќе ги предводат министерствата. Станува збор за компактен тим од поединци
со силно и значајно политичко искуство и личности со значајно стручно знаење и експертиза. Ова ќе биде мала, ефикасна влада. Влада која ќе воспостави ритам на трансформација заедно со граѓаните и со Европската Унија. Уште еднаш им благодарам на сите граѓани кои со своите гласови ја потврдија исправноста на патот по кој се движиме напред. Сега е време да сработиме и да доработиме, да продолжиме со силни чекори до подобра иднина за сите.